За Go Green сме говореле многу пати. Еве сега се направивме на реминисценција со токму со Арта и со Ангела, дека некаде 2010 беше можеби првата активна кампања која што пак оваа младинска еко зелена организација потикнуваше меѓу другото и младите да се вклучуваат во екозелени политики и да минуваат и трансформираат можеби и локални заедници и така натаму. Овој пат мислам дека сето тоа го доживее една поинаква експанзија со еко зелените општини. Малку повеќе за тоа, ама ќе говориме секако за Go Green, кое што е здружение и понатаму акцентот е даден на одржлив развој и заштита на животна средина, кое што е основано некаде 2010. Така што 14 години потоа, некогаш беа Антонио и Марко како главни протагонисти днеска. Еве, со вас, драги дами, утринава ги продолжуваме можеби навиките на Go Green, како ги менуваат, можеби трансформираат, можеби па ќе кажам, нели, и локалните заедници, меѓутоа и младата генерално и нова генерација која што сака да придонесе, бидејќи ја мислам дека и младите се и единствено најголема колатерална штета во можеби за жал загадувањето на воздухот и сите можеби политики за кои што се залагате. Така што добро ми дојдете и добро утро уште еднаш за вас во утринската Антона. Добро утро, Марко. Добро утро. Убаво е да ве има човек во овие утрински часови. Понекогаш се прашувам дали младите ги имаат овие активни вклучувања и во овие најранните утрински часови. Не знам како е во канцеларијата на Go Green. Па не баш почнуваат. Не баш толку рано не баш толку рано, така? Не почнува околу 9. Нормално во зависност како имаме обврски, ама знаеме понекогаш да видиме многу рано. Ама знам дека понекогаш тоа представува проблем, бидејќи кога има многу активности, понекогаш треба да се стаса и затоа треба да стане толку рано. Ама пак привилегија е добро чувство е кога на пример стануваме вака рано. И бидејќи за мене и за Ангела мислам дека прв пат ние во вашата телевизија и стварно ни е мило и се надевам дека ќе имаме почесто активности, па вие да имате причина зошто да ние сме тука. И со задоволство може да ги екранизираме работите. Јас се сеќавам уште кога јас бев млад активен член, може би да волонтер во Go Green, како што тоа го правите и го имате нели како опција за младите. Се сеќавам дека ги споделуваме всушност во тој период нели кампањите и темите кои што се залагаат за да се регрутираат екологисти нови. Тогаш беа поврзани со голем дел од училиштата. Сигурно дека имате конекција и денес, меѓутоа малку повеќе во продолжение. Инаку сакав да споделам за тоа дека во моментот собирате младински барања за зелени општини. Не знам дали се заокружи тој проект, бидејќи знам дека имате волјум 1, волјум 2, односно продолжение 1, 2, 3. Знам дека беше повикот наменет за лицата од 15 до 29 години, конкретно за општините како што се Аеродром, Кисела вода, Чаир, Куманово, Гостивар и Прилеп. Само да прашам, дали ова беше целата идеја да конкретно овие општини да се вклопат во третото продолжение, да речеме годинава ќе се определите на некои други општини и градови во земјава? Ова ние веќе трет пат што собираме младински барања за зелени општини и е процес што го тераме, значи неколку месеци. Тоа е проект, активност од еден проект од ХБС, финансиран тоа. И на пример лани имавме сите општини освен Гостивар и Прилеп. Ова година продолживме со Гостивар и со Прилеп. Ова година и секоја година ние по 10 барања, младински барања доставуваме до градоначалниците. Пред нова година ги доставиме тие барања, оние да ги имат предвид. Исто така со младиве, нашиве екоактивисти, така ги викаме сега ние, екоактивисти, не екологисти како што беа порано, тоа веќе како нови термини. Застарен модел, да речеме си. Така, така да се осеќа дека нешто уствари прават младите. И знам дека процесот беше интересен и за градоначалниците. А најмило е дека градоначалниците веќе го знаат процесот и не знаат нас и ги знаат младиве тие што беа ангажирани за токму за овој процес. Оние рекоа дека ќе се залагат и дека ќе се реализираат, ќе ги реализираат тие 10 барања. Иако не сите се реализираат, ама среќни сме дека барем 2 од 3 тие барања веќе се реализираат. И морам да кажам дека младите се заинтересирани бидејќи директно ги засага нив и дека е интересно дека младиве уствари имат многу конкретни мали барања, што за градоначалниците и општините се многу мали и викаат младиве па сакаат нешто мало. Па ама сакаат и нешто креативно што можеби кошта повеќе од тоа што оние мислат, но на овој начин директно ги вклучуваме
младиве на процесот на донесување одлуки како преку младинските барања и преку создавање на мостови помеѓу младите и општиневе. Нешто што во денешно време младите не веруваат толку многу во општиневе институциите. Затоа што поучени од искуството, јас тоа го кажав во најавата со колешката Кати, дека сигурно Ангела ќе се сложи, а и тие да речеме, уште од секогаш предизборни мандати и кампањи се ветуваат трансформации на зелени општини, екозелени општини. Сега дали тоа ќе биде само инфраструктура и така натаму, велосипедски патеки и така натаму. За жал, потоа во нивното работење мандат можеме да само да забележиме дека многу малку се придонесува во истото. А младите се повеќе да речеме како Go Green, како активна да речеме организација, ќе направи барем во дел од мозаикот некакви промени, барем ќе стапи во контакт да речеме со бирото на градоначалникот, ќе направат некакви мали промени, потоа следува сепак и општината сама да ги преземе улогите, така? Ако нешто не повеќе големо да направи, ние иницираме да се направи на пример велопаркинзи. Ако не нешто патека, направи велопаркинзи што после тоа ќе мотивира оние да направат велосипедска патека. Дополнително. А ја би дополнила со тоа што не само да не се направи нешто, меѓутоа младите кои иницираат нешто не е тоа само теорија, тука е буквално практика. Многу е полесно буквално па ја можев тоа да го направам одамна, не знам зашто, и се осеќаат помотивирано дека општината им вратила или нешто слично. Затоа што кога ги имаме реализирано проектите, веќе и следната генерација да речеме за младинските барања за зелени општини ќе имаат мотивација дека нешто се случило од претходната да речеме генерација или да речеме претходната кампања која што сте ја потикнале. И на пример младите ќе се осеќаат дека ова беше моја идеја. И веќе е реализирано. Мотивација плюс. Така, ова година ние за прв пат собиравме и младински барања за одржив транспорт. Тоа не беше 10, туку беа 5. Со разлика дека немавме како што беа аеродром Кисела вода и Чаир, за Скопското директно до град Скопје беше доставено, значи тоа беше проект што беше финансиран од СИДА. Сега значи не можам да кажам дека ова година, туку лани бидејќи не сум пак минатата, се фокусиравме повеќе за одржив транспорт, веќе имаме и онлайн курсеви и се. Тоа е проект што се финансира од СИДА и малце повеќе да се залагаме за конкретно за одржив транспорт, да ги знаеме што е и какви придобивки имаме од одрживиот транспорт. И пак беше истата процедура, бевме до градоначалниците, се сретнавме, ги доставивме тие барања, оние ги разгледаа, ми вика, оке, добро е, мало нешто ќе се реализира, па се надеваме дека ќе се реализираат. Убаво нешто што треба да се потенцира е дека кога веќе отидовме кај градоначалникот на Прилеп, веќе едно барање се реализираше во моментот и бев многу среќна бидејќи од тие 5 едното веќе е реализирано. Која форма на барањарта конкретно е реализирано? За велопаркинзи во училиштата. Тоа ми беше битно нешто што младиве сакаат да имат велопаркинзи, бидејќи стварно, иако што не е толку голем број, ама младиве стварно возат велосипед. Како не? Тоа, значи... Стануваме велоград, можеби чекорот е поспор во споредба со други градови, меѓутоа инфраструктурата ни го дозволува сето тоа така што секоја чест. Колку општини досега беа опфатени во овие, да речеме, 3 активни кампањи кои што младите беа? Па генерално истите, ќе почнам од скопските, аеродром Кисела вода, Чаир, Гостивар, Прилеп, Куманово. Имаше зошто конкретно овие општини ги обравте или тие беа најтранспарентни можеби за промени некакви? Па ние цело време сакаме да мотивираме нови општини и сакаме од тие што имаме да продолжиме. Например, лани бевме со тие 3, па пак продолжиме со некои 2 општини, за да можеме да активираме и младински службеници, бидејќи тоа директно се врзува и со младинските службеници, бидејќи не секој младински службеник е активен и сака да работи толку многу заради x милион причини во нашата држава, ама мислам дека со овие наши проекти и оние малце се поактивни, и градоначалниците и младите. А повеќе лани и добро нешто и добар знак дека лани почнавме со пак рекрутирање на екоактивисти, за повеќе може да кажува Ангела, бидејќи Ангела беше вклучена во целиот процес повеќе, бидејќи после короната се менуваше и затоа ние требаше да почнуваме однова за активација на екоактивистите, што ги имаме некои чекори, не е толку многу едноставен процесот, но не е само да биде дел од Go Green, туку да дадеш и ти, за може и организацијата. Свој белек.
Така, да те стави кај што ти сакаш. Затоа повеќе детали може да каже Да, Ангела, јас секогаш велам и утринова кажа дека волонтирањето некако дава можност за несебично впуштање во било која нели активност и на некој начин да го видиме и внатрешен процес што се случува и како ние реагираме на активностите. Затоа секогаш велам дека неопходно е барем во текот на својата младост некако да се впуштиме во некаква волонтерска активност. Сега, што конкретно е локална акција и како се спроведува истата е првото адресирано прашање до тебе, дали си дел од Еразмус програмата? Да. Еразмус програмите. Локална акција самото тоа се кажува дека е акција, односно действување, да не биде тоа само пракса, туку да биде да не биде тоа само теорија, туку да биде во пракса. И сега конкретно со проектов што со локалниве акции имаме тим, поддршка, тим кој што дава поддршка на дечкиве што се пријавуваат за одредено барање да достават одредена акција идеја, односно за да им помогнат во текот на процесот. Некаква акција, пример, може да биде од типот на сакам да засадам дрва таму и таму, сакам да имплементираат некакви велосипедски патеки на конкретно таа и таа улица. И се пријавуваат на формуларче и ми испраќаме мејл, односно тимот за поддршка ми испраќа мејл и буквално им помага особено оној правен дел, на пример да достават барање, некаков предлог, па кој ќе им кажат дека па добро, сега можеш тоа и треба да го доставиш во општина. А каде е сега општината, каде е сега град Скопје? И буквално ја на пример општина Аеродром. Ајде викам идеме сега во општина Аеродром и тоа е цело искуство. Никад не сум влегла, никад приказна за раскажување и доживување. И одиш таму, доставуваш и сега понекад те гледаат онака чудно, пошто не знаеме дека можеме тоа да го побараме и после секоја тоа, особено кога ќе врати град Скопје или било кој град или општина, секогаш се и стварно ми вратија. И после тоа е уствари таа мотивација која што ај сега да продолжам што понатака. И многу интересно тоа како интересно е како се адресира моментот. Вратија од општината. Да. Зашто можеби не сме навикнати на транспарентност и мобилноста понекогаш, нели? Па да, за нас беше достигување, значи достиг младите да знаат кај архивата на општината, значи тоа беше за нас вау, видејќи они научија сами, значи со ливче, со барање, нормално дека со наша помош и доставува барање. А добро, ако ве прашам, кои се најголемите пречки, да речеме, кај младите во реализирање на овие проекти? Неверување на процесот, не веруваат дека нешто ќе се деси, дека нешто ќе има и особено тоа, меѓутоа и она поврзување помеѓу, уствари не вербата помеѓу општина, човек, она институционална доверба која што треба да имаме. И веројатно тоа или пример ако не врати некоја општина нешто да после тоа се маце по-немотивирани. Да, која што најчесто добиваме како одговор. Да, и моментот кога треба да се мотивираат дечки, ај сега тоа, ама не ми враќаат, нема ништо да терам. Не бе викам ај да го истераме и сега и ја онака собираме мотивација од некаде од некој нешто викам, дај викам ако не на крајот од денот сме пробале, па ќе видиме сега ако нема некое решение или ако не се дојде до тоа, тоа е. Именно. А кои беа, еве, ќе те прашам и целите на Еразмус проектот Тера во Италија? Конкретно беше тоа за климатски промени. Отидовме таму и имавме мала бариера со јазикот англиски, македонски, секогаш кога ни предава беше на италијански, па пред на англиски. И добро се снајдовме, меѓутоа генерално проектот беше многу интересен. Имавме презентација како тие таму се справуваат со отпадот, не носеа во фабриката за Кока-кола, како функционираат таму и генерално мои впечатоци, например, конкретно тие како се справуваат во Италија со отпадот, имаат исто добар систем, имаат многу добар систем и сите мислиме дека е многу идеално. Всушност, мислам, ја имам многу други впечатоци, овдека ни е многу почисто, например, таму градот има едно многу понепријатна миризба и, например, ако тука ние отпадот го фрламе во контејнери... И тоа не е само во Тера, туку во голем дел од Италија знаеме дека има потешко справување со отпадот. Меѓутоа, најубавото искуство е што секој од нас може да го доживее, што секое домаќинство во Италија пак практично има домашна селекција на отпад. Таа домашна селекција, кој како уствари, меѓутоа тие не го носат до контејнер, туку буквално го стават пред куќа, пред врата. И на улицата што е главна, пример кај нас ако е улица Македонија, таму е некоја друга улица. И сега нив буквално има отпад и не изгледа убаво и како мали депонии практично. Да, и како за турист не беше баш атрактивно.
Меѓутоа имаат како систем исто како и ние имаме окей систем, меѓутоа имплементацијата има се потешка. Имено. Ќе прашам само дали, ако не се лажам, до 24 март прочитав дека има повторно аплицирање за новата Еразмус програма за годинава, така? До 20 јануари е тоа, продолжен е рокот. Како да прочитав датумот 15 до 24 март. Да, тогаш трае Еразмусот. Така. Да. Значи практично да, така да кој слободно има се уште места, така да слободно уште неколку денови имаме. Да, да, уште неколку денови и многу се интересни проективе, стварно. Еразмусите се, односно младинските Еразмуси преку Еразмус, се стварно едноставно едно прекрасно искуство, кај што се осеќаш прифатен и едноставно живееш во заедница и учиш како да живееш во заедница. И да ги мотивираме младите, кои чекори треба само да ги превземат за да се пријават? Прво треба да се пријават на формуларот, второ треба да направат локална акција за да може да бидат дел како членови од GoGreen за ние да ги испратиме нив, меѓутоа иако им звучи тоа нешто леле многу страшно локална акција. Стварно не е, слободно нека ни сконтактираат на социјалните мрежи и ќе им помогнеме. Значи активно учество на младите во Еразмус програмата. Арта, дали денес вистина би те прашал, има некакво револуционерно движење на младите, поточно експанзија на младински екоактивизам? Знам дека работите и на дигиталниот екоактивизам. Меѓутоа и кои би биле основните точки кои што би рекол се примордијални за една општина да биде зелена? Не знам, инфраструктура, што конкретно? Буквално тоа треба да биде нелинеарно, туку да има фидбек и од општината. Кога велам јас дека и промената треба да биде двострано, значи велам дека сите треба да се ангажираме. А колку се ангажираме, а колку сме свесни за тоа што можеме ние да дадеме придонес, тоа веќе останува на секој индивидуално. Можам да кажам дека последно време веќе грин агендава и грин како боја, како терм, како движење. Е многу подобрена од вообичајно? Па еве зелено сум. Дај Боже вака да се. Сакам да кажам дека сега поин. Сега не знам влијаат и државите поголемите што тоа го промовираат и сега ќе слушнат повеќе и музика и се и така почна и GoGreen со музика и така кога почна пред 14 години. Така и така не памтат и нас. Сакам да кажам дека постои некој напредок на тоа, но не е доволно тоа, бидејќи се уште не сме свесни дека сите ние може, значи, и влијаеме на нашата околина, како тоа, дали и како може да влијаеме, тоа зависност од нашиве интереси, животни интереси. Например, еве јас се работам во организација кај што сакам некам, морам да се научам и сакам повеќе да научам на овие теми. И можам да кажам, сега тек на времето ги гледам многу различно работите, а ние директно работиме и со мотивацијата на младиве, тоа што многу е тешко да се работи, бидејќи треба да се следи, да бидеш до нив и за нив и да ги следиш нивните потреби, интереси и се, за да можеш да бидеш поинтересен и поатрактивен. Така поштаме и со подкасти, со онлайн платформата за едукативни курсеви, бидејќи GoGreen е мала организација со луѓе можеби, но значајни и работиме на повеќе поли. Така само да прашам за крај, уште неколку секунди ќе ми дозволат одрежи, кои беа или кои се уште најчестите предлози можеби на младите во овие екозелени политики за нивната трансформација? Сакаат они да имат повеќе канти за селекција, значи барање, конкретно ви кажувам, велопаркинзи и повеќе инфраструктура за велосипеди. Конкретно 3, овие се повеќе почисти, но сакам да кажам дека сакаат и поинтересни настани, зелени, да биде така со тикетот, инклузивни, така инклузивни повеќе, значи и да шетаат повеќе. За можете они да земат нови искуства и да се запознаат нови луѓе. Супер. Ги чекаме за Еразмус програмата која што трае уште неколку дена за година, ако не се лажам, Германија ќе биде, така? Да, Германија. Германија и ве чекам повторно. Ова ќе нека биде честа прилика за комбинацијата GoGreen да имаме во утринска ателма. Секако фала многу Марко за поканата. Во секој време.